во ова издание. Кина контра САД, наради затворање на американски конзулат. Мнозинството гласови од граѓаните не значи и победа. Детално за американскиот изборен модел. Британски извештај. Истражувањата за COVID-19 мета на руски хакери. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Тошо Огњанов и ќе ви ги презентирам денешните содржини на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Пред одиме на главните теми, проследете го кусиот преглед на најновите информации. Кина нареди да се затвори конзулатот на САД во Ченгду како реакција на затворањето на кинескиот конзулат во Хјустон, Тексас. Во кинеските медиуми, како и на Твитер, има повици за поголема реакција од Пекинг, барајќи да се затвори конзулатот во Хонг Конг, откако председателот Доналд Трамп најави дека ќе затвори повеќе дипломатски представништва на Кина. Првиот човек на Црвениот крст и Црвената полумесечина очекува коронавирусот да има големо влијание на миграцијата во следните години, поради загубените работни места и недостапноста на храна. Наведувајќи ја како причина загриженоста во врска со безбедноста, американскиот председател најави дека ќе откаже конвенцијата на републиканците закажана следниот месец во Джексонвил, Флорида, едно од американските жаришта на коронавирус. Мнозинството гласови од граѓаните не значи и победа за претседателскиот кандидат. Главниот збор на крај го има така наречениот изборен коледж. Тоа е начинот на кој што функционира изборниот систем во САД. Погледнете внимателно. Председателските избори во САД наведом изгледаат како референдум за двајца кандидати, но всушност е збир на избори кои се одржуваат во секоја од 50 сојузни држави. Колку повеќе е населена една сојузна држава, толку повеќе гласови има во така наречениот изборен коледж. 7 сојузни држави имаат најмалку, односно 3 гласови во изборниот коледж, 1 за член на представничкиот дом и 2 за сенатори. И главниот град Вашингтон има 3 гласови. Калифорнија, Тексас, Њу Јорк и Флорида имаат најмногу гласови во изборниот коледж. Оној кој ќе го освои мнозинството гласови во секоја сојузна држава, обично ги добива сите гласови во изборниот коледж. Целта е да се освојат доволно сојузни држави за да се достигнат 270 гласови во изборниот коледж, што е просто мнозинство од 538 гласови. Во 2016-та, тогашната демократска номинација Хилари Клинтон го освои мнозинството гласови на граѓаните со предност од 3 милиони гласови. Но председателот Трамп, тогашна републиканска номинација, победи во изборниот коледж со повеќе од 70 гласови. Тој победи во 6 сојузни држави, кои во 2012-та гласаа за демократите – Висконсин, Мичиген и Пенсилванија, со помалку од 80.000 гласови. Таму ќе биде битката и во изборите 2020. Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan are all states that have been pretty competitive. Флорида, Висконсин, Пенсилванија, Мичиген гласаа за Барак Обама 2 пати. Во Аризона и Северна Каролина може да се види револт кон Трамп, што ги прави покомпетитивни. Овие 6 држави ќе бидат одлучувачки на изборите. Кайл Кондик е аналитичар во Центарот за политика на Универзитетот на Вирџинија. Тој се сомнева во анкетите кои укажуваат на можна победа на демократот Џо Бајден. We've had very close and competitive presidential elections in the United States this century. Скептичен сум дека анкетите кои покажуваат победа на Бајден ќе се покажат реалистични на изборниот ден. Мислам дека Бајден може да заврши како победник, но не сум сигурен за водство со двоцифрен број. Тоа нешто не сме го виделе полого време. Изборниот ден е месеци од сега, што му остава простор на Трамп да го зголеми рейтингот во анкетите. Тоа може да се случи ако ја поврати поддршката кај некој од гласачите. Ако анкетите покажуваат само 3 или 5% водство, најверојатно ќе биде вистинска драма кој ќе победи на изборниот ден. Руски хакери стојат зад кибернетски напади врз организации што го истражуваат коронавирусот. Ова се вели во британски извештај за безбедност. Што велат деталите? Во извештајот на Британскиот национален центар за кибернетска безбедност се наведува дека руски хакери користеле различни алатки за да таргетираат британски, канадски и американски организации кои работат на вакцини за COVID-19.
Од центарот велат дека хакерската група APT29, позната и како Војводи или Cozy Bear, ги нападнала компаниите во обид да украде информации за развојот на вакцини и тестови за коронавирусот. Експертите велат дека групата е поврзана со руските разузнавачки служби. This group in particular has been known for doing covert. Оваа група е особено позната по спроведувањето на тивка шпионажа. Најголемите цели кои ги имале се Стейт Департментот, Белата куќа, Демократската национална конвенција во 2015-та пред да биде компрометирана од друга група во 2016-та. Ова е најспецијализираната група за разузнавање од висок профил. Русија ги отфрва обвинувањата. Не ги прифаќаме овие обвинувања. Не знаеме кој се обидел да хакира во Обединетото кралство, но сигурно е дека Русија нема ништо со тоа. Безбедносните експерти велат дека обидот за хакирање укажува дека под водство на Владимир Путин Русија нема инвестирано во наука и истражување кои се потребни за развој на сопствена вакцина. Руската наука не е само зад САД, зад Велика Британија и зад Европа. Таа е и зад Кина и зад Индија. Путин очајно сака да го надомести тоа. Тој првата половина од владењето ја потроши на развивање на олигархијата, на индустријата за нафта и газ и не вложуваше пари во универзитетите и во образовните системи, за да развие таленти кои се потребни за таква сериозна наука. Наводните обиди за хакирање се конзистентни со начинот на кој Москва ја спроведува својата надворешна политика, вели Брајан Витмор, директор на програмата за Русија на Центарот за анализа на европски политики. После се, од скандалите со допинг, нарушувањето на суверенитетот на Украина, до употребата на хемиско оружје на територијата на Обединетото кралство, фактот дека Русија би направила нешто вакво не треба да биде изненадување за нас. Русија не е единствената нација која спроведува ваков вид на кибернетска шпионажа. Неодамна неколку законодавци од Републиканската партија побараа Трамп да воведе санкции врз Кина поради кражба на истражувања за COVID-19, како и на други информации. Бариерите за спроведување вакви активности се многу ниски, а и ризиците се релативно мали. Кибернетската шпионажа се зголемува низ целиот свет. Тоа е метод кој им дава можност на земјите да негираат вмешаност. Исто така, им овозможува да избегнат активности кои би резултирале со поагресивен одговор од САД и од нивните партнери. Според извештајот на Центарот, досега хакерската група нема украдено значајни податоци, ниту го има пореметено истражувањето за развој на вакцина. И за крај малку за личниот изглед. Во време кога голем дел од фризерските салони и натаму се затворени, една стилистка најде начин како да ги одржува фризурите на незините клиентки преку интернет. Погледнете. So I'm Maggie Sprague. My salon is Salon Bond. Јас сум Меги Спрег. Мојот салон Бонд работи од 2006 година. Пред пандемијата бизнисот беше во подем. Работам дома. Започнував да работам во 6:30 наутро, па се до околу 2 часот и 30 минути кога одев да ги земам децата од училиште. So I came up with this idea to do custom color kits. Имав солидна база на клиентки кои доаѓа и не знам дали некогаш повторно ќе биде исто. Ми недостасува салонот, клиентите. Once you get that stirred, you can start at the back of your head. So you want to start. Дојдов на идеја да направам комплети за бојадисување на косата, кои чинат помалку отколку во продавница, и да давам упатства преку FaceTime или Zoom за моите клиентки. There is a future in this, and who knows how long this pandemic is going to go on. Бидејќи веќе имав многу клиентки, сега имам кому да ги продавам комплетите со боја. Може би има и дни на вова, кој знае колку ќе трае оваа пандемија. Може би ова преминува во еден друг вид на бизнис за мене, а добро и за оние кои не можат да дојдат, кои не сака да изгледа убаво. Битни се идејата и мотивот. Тие вообичаено носат успех. Толку од нас за оваа недела. Имајте исполнет викенд. Се гледаме од понеделник. Пријатно.